Mr. Ricker, Prime Minister Mickoski, in a relatively short period of time, within 1 month, had visited the United States twice. Господине Рикер, премиерот Мицкоски за релативно куз временски период во рок од 1 месец 2 пати ги посети САД. Присуствуваше на инаугурацијата на председателот Трамп минатата недела, зборуваше на СИПЕК. Дали ова го сметате за знак дека оваа влада во Скопје е поблиска до оваа нова администрација отколку со претходната американска администрација? People from Donald Trump's entourage. What is your comment, please? North Macedonia has had no better friend than the United States in terms of the international arena. Северна Македонија немала подобар пријател од Соединетите држави на меѓународна сцена. Бевме ангажирани во минатото и ќе бидеме во иднината на Северна Македонија, што е најважно, низ многу администрации. Мислам дека е прекрасно да се види дека премиерот Мицкоски за релативно краток временски период, откако тој и неговата влада ја превзедоа власта, воспоставија толку добри, цврсти односи со Соединетите американски држави, вклучително се разбира и со новата администрација. Според Рикер, двете земји имаат изворедни односи како и секогаш. Ангажманот на премиерот, без разлика дали овде во Вашингтон, за време на неговите посети, е клучен за двете страни од Атлантикот. Тој потсети дека разговарал со него во Минхен на конференцијата за безбедност, што беше важна можност за Балканот, како и за пошироките трансатлантски предизвици. Prime Minister Mickoski visited Washington, if I can interpret his message in a couple of sentences, was... Посетата во Вашингтон од премиерот Мицкоски, ако можам да ја протолкувам во неколку реченици, е дека неговата порака беше: не сакаме преговорите со ЕУ да се претворат во бескрајна приказна, сакаме прво завршени преговори, па уставни амандмани. Господине Рикер, колку се реални овие политички пораки, имајќи ја предвид целата геополитичка ситуација во Европа, но и во САД? Дали председателот Трамп и неговиот тим може да помогнат, можеби во нови инвестиции на САД во Македонија? Well, let's remember that U.S. investments are separate from the government. Obviously, what's important is creating an investment environment in North Macedonia that is attractive to U.S. investors. And there are U.S. government... Да подсетиме дека американските инвестиции се одвоени од владата. Очигледно, она што е важно е создавање инвестициски амбиент во Северна Македонија, што ќе биде атрактивен за инвеститорите во САД, а има програми на американската влада кои може да ги поддржат и помогнат оние напори што беа дел од помошта за Северна Македонија и другите земји во регионот, за да им помогнеме да го заживеат економскиот развој. Се разбира, членството во Европската Унија одамна е политички приоритет за САД. Тоа се однесува на земјите од Западен Балкан. Многу паметно и брзо се движиме кон членството во НАТО, што мислам дека беше клучно, а членството во НАТО се разбира е многу важен аспект од она што ја прави Северна Македонија привлечна за странските инвестиции. Безбедноста е најважна за економскиот развој и просперитет. Според поранешниот американски амбасадор во Скопје, важни се добрите односи меѓу двете земји, затоа што САД се огромна глобална сила, најголема економија во светот, основач на НАТО. Трансатлантските односи се приоритет и мислам дека, како што реков, премиерот Мицкоски и неговиот тим одлично работат на одржување и зајакнување на тие односи. Целта за влез на Северна Македонија во Европската Унија останува приоритет, изјави Филип Рикер.